Доналд Трамп е избран за 45-тиот претседател на Соединетите Американски држави. Со победата во Висконсин, тој доби повеќе од 270 гласови во изборниот колегиум, кои се потребни за победа. Кандидатот на Републиканската партија се обрати од својот изборен штаб во Њу Јорк, изразувајќи благодарност за поддршката и довербата што ја добил. Тој истакна дека кандидатот на демократите Хилари Клинтон му ја честитала победата. Таа имаше мощна добра кампања, бидејќи таа навистина се бореше. Таа работеше долго и напорно долг период и должиме благодарност, додаде тој. Сега е време во Соединетите Американски држави, демократите, републиканците, сите да се сплотиме како обединета нација. Му ветувам на секој граѓанин на нашата земја дека ќе бидам претседател на сите американци. Тоа ми е мощно важно, рече Трамп. На оние кои избраа да не ме поддржуваат, им пружам рака и барам насока и помош за да можеме заедно да ја обединиме нашата сјајна земја, рече новиот претседател на Соединетите Американски држави. Тој кампањата ја оцени како неверојатен потек на милиони мажи и жени кои ја сакаат оваа земја и нејзината светла иднина. Ова е движење на сите американци од сите раси и вери и кои очекуваат нашата влада да му служи на народот и тоа ќе го сториме. Ке работиме заедно за одржување на американскиот сон, нагласи Трамп. Тој истакна дека постои голем потенцијал во Соединетите Американски држави и вети дека секој американец ќе има можност да го оствари својот потенцијал. Трамп вети обнова, изградба на училишта, болници, тунели, подобра инфраструктура. Тој вети и проекти за национално закрепнување. Ќе го удвоиме растот и ќе имаме најсилна економија. Ќе се согласуваме со сите нации кои сакаат да се согласуваат со нас. Ќе бараме заеднички јазик, а не непријателство. Ќе бараме партнерство, а не судири во односите со другите земји, порача новиот американски претседател. Американскиот претседател Барак Обама денеска на Доналд Трамп му ја честиташе победата на американските претседателски избори, како што пренесуваат американските медиуми. Менаџерот на кампањата на Трамп, Келан Конвеј, наведе дека Обама и Трамп има љубав разговор и дека многу е веројатно утре двајцата да се сретнат. Покрај Обама, честитки и пораки до Трамп за понатамошна соработка, упатија и голем број државници од Европа. Откако беа објавени резултатите од претседателските избори, на кои победата ја однесе републиканецот Трамп, на демонстрации по улиците на повеќе градови од западните американски сојузни држави излезе многубројно гневно население. Тоа не е мојот претседател, скандираа студентите и другите опоненти на новиот претседател, кои учествуваа во повеќе илјадните протестни маршеви низ Лос Анџелес, Сан Диего, Оукленд, Портланд и други градови.